Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Обично при крајот на годината што изминува или на самиот почеток на новата година знаеме да си правиме честопати листи на нешта што сакаме да ги научиме, оствариме, исполниме во новата година. Тоа може да се однесува на општи нешта во животот, меѓутоа може да се примени тоа и во нашите читачки навики и читачки планови, со тоа што мислам дека ако се осмелам да ги поделам читателите во 3 групи, во однос на тоа, една група на читатели би биле оние што имаат строга листа на книги кои што планираат да ги исчитаат и како ги читаат, ги штиклираат и завршуваат со тие романи или раскази што и да е. Иако мислам дека ретко кој така се држи до една строга листа и не мрда од таа листа, меѓутоа тоа би бил еден тип на читатели. Другата крајност би биле целосно спонтани читатели, затоа што кога некој ќе заврши роман, нема идеја што би читал наредно, оди во книжарница си бар нова книга или во библиотека или препорака некоја, може кај мене ќе види нешто на каналот препорака и одлучува да го чита тој роман и тоа е едно повеќе спонтано читање. Мислам дека третата група на читатели во која веројатно спаѓам и јас се читатели кои што имаат некаква представа за тоа што сакаат во годината да читаат. Да речем, јас имам едно купче книги кои што чекаат да бидат прочитани. Тоа се книги што ги имам предвид за наредниот период, меѓутоа сум целосно отворен да ако слушнам, видам на Инстаграм или на YouTube, слушнам за некоја книга или во книжарница, видам дека, не знам, некоја книга за прв пат е преведена на македонски, ја ми е позната, сакам да ја читам, значи сум целосно отворен да го прекинам читањето на тие книги што ми се ставени на купче и да земам нешто ново и подоцна се навратам, некојаш 2-3 книги, една книга те води кон друга и така натаму, некојаш ќе слушнеш за друг роман, за друг писател во романот што го читаш. Така што сум некаде, мислам, во средина и сум и организиран, меѓутоа и спонтан читател. Ќе спомнам во ова видео неколку романи што планирам да ги читам, не премногу романи, оваа година не знам ни колку ги успеам да прочитам, не е ни важно, важно ми е книгите што ги читам да бидат добри. Знам некојаш да се заглавам и да се посветам на долги романи, и тоа е окей, ако мене ми се допаѓа романот, ако едноставно е убаво искуство, тогаш сум отворен за долги романи и не ми смета и да ми одзема типа 2-3 месеци. Првата книга што планирам да ја читам оваа година е Во сенка на расцутените девојки, имиња на местото од Марсел Пруст. Значи лани тргнав на тоа патешествие да читање во потрага по загубеното време. Тоа е едно монументално дело во 7 тома, меѓутоа и самите тие томови се поделени најчесто на 2 дела и мислам дека се 12 или 13 книги вкупно. А ова е вториот том, значи првиот том го завршив, тие 2 дела. Ова го завршив и првиот дел од вториот том, Во сенка на расцутените девојки. И ова е вториот дел, значи на Марсел Пруст му приоѓам многу бавно и веројатно во потрага по загубеното време ќе го читам неколку години и тоа не е важно, уживам затоа што Марсел Пруст не можете да го читате на брзина, мора да се привикнете на неговиот стил, на неговото темпо, на неговиот начин на раскажување. Ако не сакате да се изфрустрирате, му се препуштате на Пруст и уживате во неговата проза. Вториот роман што планирам да го читам оваа година е Жерминал од Емил Зола. Тука пишува за романот. Романот Жерминал спаѓа во оној комплекс романи од Зола кои предизвикале недоразбирање и скандали според своите теми и обработката. Имено критичарите сметаат дека токму со овој роман Зола требало да покаже каков однос имал и како го сваќал новото социјалистичко евангелие. Тука пишува, нели, кога го истражувал за романот, истражувачите велат дека неколку месеци заминал во некој рударски крај, ги посетувал меаните, пиел пиво и ракија со работниците, живеел во барака, слегувал дури во рударските окна, ги наблюдувал прототипите за своите ликови и Жерминал имал огромен одзив. Светот на Зола што го насликал во тој роман многумина не сакале да го видат и така натаму. Значи едва чекам да го читам Жерминал, имам големи очекувања од овој роман. Ако сте го читале, слободно пишете ми, кажете ми го вашето мислење за Жерминал од Зола. А следниот роман што планирам да го читам е овој роман. Тоа е Најскровитии спомен људи или
Тоа би било веројатно најискрениот спомен на луѓето од Мохамед М. Бугар Сар, значи ова е сенегалски писател, ова е најмладиот добитник на наградата Гонкур во Франција, и значи младиот сенегалски писател Диеган Латир Фај во 2018 во Париз открива митска книга по наслов Лавиринт на нечовечното во 1938 година, и авторот прозван како Црн Рембо му се губи секоја трага, откако ќе биде разоткрен, ќе тргне цел скандал по откривањето на таа книга. И потполно фасциниран, Диеган тргнува по стапките на мистериозниот писател и се соочува со големи трагедии, и од современиот Париз преку после воената Аргентина до сенегалските села, каква вистина го чека во центарот на тој лавиринт. Значи, ова е книга за која што читав многу добри рецензии, многу добри коментари, најскровитии спомен људи. Дефинитивно ќе ја прочитам оваа година, ова е во топ 3 книги што сериозно планирам да ги прочитам. Следно нешто што планирам да го прочитам е Амос Оз и Between Friends. Ова е збирка раскази од Амос Оз. Книга за љубовта и тамнината е ремек дело, и тоа е еден од најдобрите романи што кога било сум ги прочитал од Амос Оз. Страшен писател, Јуда исто така добар роман, имам видеа и за двата романи на каналот. Ова се раскази, баш ме интересира какви раскази пишува Амос Оз, дај чекам да ја читам оваа книга. Нешто друго што ќе се обидам да го прочитам е Смртта на Вергили од Херман Брох. Кундера го споредува со Роберт Музил, со тој стил на пишување, филозофски роман, комплексен роман, сакам такви романи. Месечари е исто така негово ремек дело, меѓутоа Смртта на Вергили го имам тука, ќе се обидам, ќе видам како ќе ми оди со овој роман. Значи, Херман Брох не сум читал ништо од него, планирам да му пристапам на овој роман и ќе видиме како ќе оди. Исто така уште едно обемно дело е Исповед од Жауме Кабре, каталонски писател, мислам. Ова е исто така голем роман, од кој имам големи очекувања. Тука вели несудениот свештеник Феликс Ардевол ги користи своите врски во Ватикан за да стигне до вреден нацистички плен виолината Сториони од 1764 година. И романот Исповед е фасцинантно дело на славниот современ каталонски писател Жауме Кабре. Преведено е на повеќе од 20 јазици и така натаму, испреплетувајќи разновидни интригантни истории во роман што посакувате да го прочитате во еден здив. Кабре се докажал како брилијантен раскажувач и го зацврсти своето место во врвот на современата европска книжевност. И некој тука рекол Мартин Шулц роман над романите. Океј, на blurbs, на такви не можете секојаш да верувате, меѓутоа имам големи очекувања од овој роман. Значи, тоа се дел од романите и расказите што планирам да ги читам оваа година. Не се многу, сигурно ќе има и други романи, не е ни важно колку на крајот од краиштата книги ќе прочитам. Како што знаете, овој месец, јануари 2024 година, почнав со нова плейлиста, нов тип на видеа посветени на филозофијата, културата, уметноста, теоријата, и почнав со Бјунг-Чул Хан и неговото The Burnout Society, папса на општество, видеото е на каналот. Имам веќе идеи за што друго ќе зборувам, да речеме меѓу другото сигурно таму ќе се најде Платон, симпозиум од Платон, ќе зборуваме за Платон. Тука ќе се најде и Пол Лафарг, Право на мрзеливост, контроверзна, интересна книга која што мислам дека фино ќе се надоврзи на Бјунг-Чул Хан. Ќе зборувам и за теоријата на романот и така натаму, за Кундера. Значи ќе има, планирам и многу интересни видеа со поинаква содржина отколку само осврти или коментари на романи и раскази. Тоа се моите планови за оваа година. Чувајте се, читајте добри книги и се гледаме со наредното видео. Чао!